Океј. Се снимаме. Сега. Добро. Здраво на сите и добар ден, добро дојдовте или добро вечер, не знам кога го слушате. Ја малце пошто се обраќам во моментот кога снимаме. Се надевам дека уживате овие денови. Денеска ми известија дека ќе има олабавување на мерките за движење во почетокот на мај, што мене и мојата гостинка особено не радува, ќе продискутираме за тоа. Индивидуалците се оние луѓе кои што јас најмногу ги сакам. Мислам, рестриктивен сум кон луѓе, али индивидуалците се оние ептен што ги милувам и обожавам да комуницирам со нив. Не знам кој одреден период сте искачале у Скопје, али мојата соговорничка буквално го правеше Скопје у малце поинаков муд и таму на незините настапи си имаат случајно многу љубови, раскинувања, дешавања и све останато, кој како милувал и зависи каква емоција го понесувало. Прилично социјално ангажирана, гласна, што мене многу ми се свија тоа. Исто кај луѓето што многу ретко го сретнуваме, активистка за заштита на животни, човекови права и прилично својствени работи за човештвото кои што не ги сретнуваме ретко, али значајно е што има луѓе кои што се уште се борат и работат за подобар свет. Доми господа, Zit Idei Persons, денеска со мене е Леа Таки. Леа, hello, извини малце за долг интро. Човече ми направи, не може да ме види никој, ама тотално црвена во моментот. Да, да, ама не, види, не сме ни свесни што правиме и многу сме самокритични, тоа баш Fire Scratch го зборев. Толку многу самокритичност имаме пред себе и кон себе. Не знам и тоа од една страна е добро, ама и не е баш толку добро, затоа што не си ни свесен што правиш и што работиш и цело време така, не те буста его, а може би треба да буста его кај сите нас. Како си? Но мислам дека има еден од најголемите проблеми кај нас што го гледам, ми е дека има премногу луѓе што прават премногу битни работи, што се вистински понакви борци на улица, секој во својот домен нормално. Например, посебно еве луѓе што се од Сдруженијава за животни. Срам ми е себе си да се наречам активист во моментот кога ќе видам колку многу тие прават. Сега, знаеш, нормално дека ние не можеме да си оцениме каква е нашата работа или нашиот удел во целава, нели, големава слика. Ама да толку многу им се восхитувам, онака што ми е срам самата себе да си се наречам активист кога ќе видам онака колку голем дел од своето време. Да, али види, секоја борба е различна и секој допринесува колку што може. Ја, луѓето што се посветени на 24 сати на животните што ги спасуваат од улица, тоа се стварно херои за мене и ја единствено нешто што можам да им помагам на некаков начин, али ја не можам да бидам они. Затоа што они се навистина прекрасни сето тоа што го прават и лаудо им, најсериозно. Мислам, не знам што луѓе се тоа, Wonder Humans некои, али прекрасни се и многу ми е драго што деновиве им дадоа исто дозвола да можат да излагаат повише да они дидат да шетаат по комшилукот денеска. Тоа сакам да ти кажам. Сакам да си ги поздравам сите комшии и да им се заблагодарам што и во ова време прават да звучи како да има живот надвор. И дека дури во вакви моменти сваќаш искрено почнувам да ја гледам убавината на тоа да ти е гласен комшилукот. Мислам дека малку да окей индивидуалисти и окей да си го сакаш мирот и сите тие ствари, ама во вакви моменти искрено убаво ми доаѓа ептен да видам дека има живот околу мене и дека деца си играат надвор и кучиња лаат, што сигурно ќе се случи надвор села, значи на балкон. Топ.
прекрасно да се чуе дека има живот надвор сепак. Не, фантастично. Не знам дали виде едно видео кој шернав са бајле New York City Rooftops, предобра што све се деша на New York City Rooftops, ке ти го пратам. И вчера на Инста видов на Рузвелтов или не знам која улица, доле на улица Кучкариве и горе од тераса, мислам шетаат кучиња, или не смееме да се групираме, и горе на една тераса, онака светло и музика, и не знаеш колку добро изгледаше све тоа, и прашав дали смее да побара дозвола за да за го објавам, и као не ми одговори лушали, ако ми одговорат као шеднам пошептен добро, и се свига, да, треба некако тој уличниот дух да заживее, као италијани што пееа серенади и све, така да. Секогаш тој тука сепак нели ние сакаме да бидеме обзирни према другите и сакам нели не сакаш со тоа своето да му сметаш на некој што има и други навики кои да. Ама да, кула. Ако не е премногу и пренапорно, и ако е само на така 15 минути пола сат, мислам дека е кул. Вчера знам дека некој ми кажа дека имало журчиња низ град, имало музички вчера. Ама добро, пак. Седно дека им помага на луѓето нешто да прават и да се осеќаат добро, окей. Не сакам да се потсекам колку време седиме више дома. Ајде, 2 месеци да ги кажам пак, нека на моменти толку се осеќам глупо, што сме дисциплинирани, што почитуваме мерки и као цело време си викаш, добро бе, шо име на овие луѓе, како не разбира? Ама добро, ајде, не сме сите со иста свест и нема зашто да ги осудуваме луѓето. И све останато. Шо прежденови, имаш ли време нешто така да работиш? Знам дека цело време нешто работиш, него бендов да не почне да правите проби онлайн, или не? Се уште не сме почеле со тоа, многу е, малце е комплицирано за тоа што јас работам во моментов, во периодов работам од дома. Сега сум до 4:30 нормално работно време и сега обавезно многу е тешко ако работиш од дома затоа што и претходно имам искуство. Веќе мислам така некако ми се фати, таман ми стана досадно работењето од дома и решив да си најдам редовна работа. Се случи ова. Така да беа универзумов сака многу да ја да бидам егоцентрична малце. Сака да седам дома. И знаеш, проблемот во работењето од дома е тоа што многу е тешко да ја поставиш границата кога ќе станеш од компјутер и ќе почнеш да правиш нешто што е за себе. Да. Кога ќе ставиш крај на работниот ден. И така е малку и со проверување мејлови после работа и со така, знаеш, ќе застанам за да проверам мејл и ќе се загледам во нешто на Facebook, на Instagram, иако стварно многу се трудам во периодот да се дистанцирам малку барам од телефонот и од компјутерот кога не сум на работа. Чисто за да можам и овие други работи да ги правам, односно ствари као нови демоа со бендот или снимавме нова песна пред неколку недели, сакавме да снимаме спот, ама баш тогаш стана мерките многу по-строги. Сам спотот планиравме да го снимаме така, двајца по двајца, така да ќе почекаме за снимање спот. Или ќе направите интернет верзија на снимање спот, што исто така. Или тоа, да. Тоа е следната опција. И со тоа што мене ти викам, многу ми е ограничено времето кога можам да се движам, затоа што преку недела сум до 4:30 на работа, за викенд нема движење. Успеав на неколку пати да фатам по некое трчање низ населба у 6-7 сабајле. Нормално. Беше уште свежичко и така. Мислам, искрено само тоа ми фали, онака барем 2-3 сати во неделата да можам да излезам за спорт. Да, сама. Сама без групирање, многу културна. Да, може би стварно физичко не измести сите, дури ја што мрзлив толку 4 години, наеднаш се активирав и пак ме стопираше се ова, или ќе се вратиме. Инаку се согласувам за работење во дома, иако што работам нели фриленс, ја немам осет кога работам, кога не работам. Мислам дека 24 сати некак работам, што од една страна, знаеш, е добро да работиш многу, ама од друга страна па и си викаш чекај бе малце шо правиш, така да те разбирам скроз тоа што го кажеш, се надевам дека ќе се вратиме
у некоја полунормална набрзо, затоа што Да. фали многу. И Значи важно е, сам не набарам низ годините со спортот и музика и работа и животинки и обидување се да терам паралелно. Ми стана многу важно да знам кога завршува работниот ден и работата да ми е само работа и да имам доволно време да се фокусирам и на други ствари, пошто не знам, не ќам да верувам дека работата е тоа што сме, сакам да верувам дека треба да си ги градиме и другите аспекти од себе и така. Да, на простори за развој на други ствари. Да, мислам, да, тоа е интересна тема, дали работата сме ние или сме се обседнати и толку многу сакаме да работиме исто. Тоа е друга тема. Да. Ти имаш многу интересен транзит, тоа веројатно постоело, али као од ноќен живот, концерти над 10-15 години, наеднаш трансформација, трајање 3 триатлони, нека посветување на спорт најмаксимално. Како делуваше тој транзитот? Пошто сигурен сум дека и ноќнава работа си носи собствен адреналин, нели задоволство, ги правиш луѓето срекни, гледаш како се забавлjaат, без разлика тебе дали денот ти е лош или не, ти кога се кажеш на стејдж, тоа е ентертејментот, си ентертејмент и мораш да се завршиш работата. Како беше? Природно се деси. Мислам, на почетокот кога почнав да, додека си имав свирки, кога почнав да спортувам, ми стана веројатно самиот организам кај мене си побара нешто што не е спиење до 3 и малку поинаква енергија и малце повеќе природа и знаеш малку и до природата на човекот, така сум човек што сака да биде надвор и сум човек што сака да поминува сати во природа. И така некако, знаеш, сме свирале до 4-5 во балет вечерта и јас сепак ќе станам во 9, ќе отидам до врв на водно, ќе се прошетам, ќе напишам некој текстче по патот, и ќе се вратам, ќе поспиам и вечерта пак истото. И отприлика така некако почна, знаеш, почна прво како љубов према планини, па спортско качување, па трчање, па точак, па знаеш, едно по друго, као едноставно некој такво трагање од еден во друг спорт, се додека него најдов триатлонот. И сега да факт е дека овие 1 година и пол малку и со него се скарав. Јас продолжив да ги практикувам трите спорта. Не, браво. И јога и тегови кога така многу некако овие година и пол да речеме кога ми поминува во шалтање од едно на друго цело време со менјање на фокусот нонстоп од едното на другото. Само што не знам да ти кажам тоа сакам да кажам, тоа ми беше младата. Не знам како се десила транзицијава, пошто била многу спора и само во еден момент знам дека ми стана многу преку глава од ноќното живење, односно од свирките. Едноставно, веројатно јас како човек сум створена, да речеме, за да повеќе ми одговара раното будење. Се можам да се сетам на периоди кога ми било многу тешко да станувам од сапајле, сум викала дека не сум утрински човек и се тоа. Ама си осетив онака како ми се смени целата енергија кога почнав да си легнувам рано и да станувам. Да. Рано. Нормално дека има исклучоци на тоа, посебно кога ќе имаме некоја свирка или ќе нешто концерт ова, ама и дури на тие гледам дека енергијата ми е поинаква пред 11-12 ноќе отколку после тоа. Ако е после тоа ми треба, не знам, да отспиам една партија или нешто за да можам да функционирам. Сме дури на нова година свиравме сега оваа нова година, јас на нова година по еден и нешто бев прибрана дома и легнав да спиам. И си станав со бајлето нормално со спорт, со сите. Апсолутно. Да, ја кога се будам со бајле, луѓето идат на афтер. И така, интересно е, нека ќе се пратиме со некако фотка, кај се они, а кај сум. Ја на улица не шетам куќе, они не дека на афтер. И уште се забавлjaат уште. Супер е ноќен живот, мислам одредена фаза во животот треба да се пројави тоа
после тоа кој како милува. Ја исто го делам ставот дека станувањето рано и легнувањето рано и така како се битни. Што се случувало, нели, да не спиеме и по цели викенди, така да добро е и овој транзит што ни се случил, веројатно на сите нас што сакаме да се Има уште познавам многу луѓе што има многу тешко да стануваат рано од сабајле. И апсолутно мислам, сигурна сум дека има луѓе што функционираат подобро од како ќе се наспијат. Не гледам ништо погрешно од тоа, мислам чисто онака за мене се зборам како да станам рано, да доручкувам, мислам две од најбитните работи и да си легнам на време и да сум спијана барем 8 сати. Ако овие три предуслови не се исполнети, многу ми е тешко да постојам од денот. Да. Како беше транзитот до триатлонот? Пошто тоа некако така ми делува многу јако и се гледа дека бара многу подготвеност. Тај малце од адреналинов пренесени. Каков е адреналинот кога ќе истераш еден триатлон? Ти имаш три триатлона за себе, така? Да. Имам, не знам колку имам точно, поминам колку имам сега во моментов. Треба да чекај. Сега да не се тука да не кјутам, ама не знам точно. Ама као имаш, мислам не е. Ама имам еден фул, тој што беше најголемиот Ironman од 140.6. Да. И знаеш, за тие што не знаат, тоа е 3,8 км пливање, 180 км точак и 42 км трчање. Споено се. Прво преше што прашуваат луѓе, се одеднашка тоа споено, така едно по друго, да, се одеднашка. Кај сила за тоа и дај малце да мотивирај. Сериозно секој може, ама озбилно, мислам, например, сега посебно онака членувам во повеќе такви на Facebook и групи и форуми, чуда се што луѓе од целиот свет што го прават тоа. И стварно се многу фасцинантни онакви луѓе со екстремно исцрпувачки работи што работат, се посебно замислити во Америка кај што се живее 24 што е животот, да. Што она ти треба 2 сати да стигнеш до работа и назад, и плюс уште 10 сати на работа и плюс наоѓаат време за тренирање и одмори си да тие ствари. Тоа онака прават некои луди времења што дури и мене ми е таа брзина сега во моментов недостижна, онака. И многу е, не знам, многу ми се фасцинантни такви луѓе. Многу е лесно и тоа да ти преиде во обсесија и мислам, пак, ова е моје лично мислење, дека треба и од тоа да се пази малку човек, затоа што спортот знае да ти направи многу лажна, многу лажен хај и во еден период да забегаш по тој лажен хај, стварно да не знаеш кај ти е доста и кај ти се границите и после тоа кога неизбежно ќе се повредиш, затоа што со спортот неизбежно се доаѓаат и спортските повреди, не постои човек што не се повредува. И во моментот кога ќе се повреди човек да дојде на екстремен лоу кај што не можеш веќе тој адреналински и ендорфински хај да го крадеш од спортските активности. Затоа работата на себе, мислам дека е, зборам на емотивното себе, мислам дека на секој човек треба да му е приоритет во животот. Онака и пред работа, и пред хоби, и пред задоволство, и пред апсолутно се, затоа што ако не го завршиш тој дел, онда сите овие други работи ќе ти бидат само бегање од една обсесија во друга. Дали ќе биде бегање во премногу работа или ќе биде бегање во премногу спорт или премногу бркање некоја нездрава продуктивност. Мислам дека сите тие работи ќе ти бидат многу по окей ако прво си го завршиш овој дел, да си на чисто со тоа зошто ги правиш сите ствари што ги правиш. High on life, тоа е unbelievable. Онака стануваш од 4 сата со бајле, правиш некоја физичко, онака каква страст е тоа. Да, и супер е и ме натерало да почнам да размислувам повеќе, знаеш. Мислам, мене спортот ми беше тоа што ме натера да почнам да мислам на тоа, чекај, зашо го правам ова и што правам со ова или што правам со некој аспект. Едно време се зезав и викав, луѓе, ова пливањава по толку многу сати, пошто пливањето ми беше најмедитативниот спорт на светот. Пливањето, зашо стварно ништо не можеш да правиш. Други нешто, ќе се заслушаш музика, ќе се сазбориш со некој ако тренираш заедно случајно. Пливање апсолутно не можеш да правиш ништо друго освен да пливаш. И
И едно време се зезав дека луѓе немам више на што да мислам, као све обмислив, сите проблеми ги решив. Ако имате нешто што ви треба некој да ви го размисли детално, тука сум. Не, супер е. Супер е. Моментот на работа на себе е многу битен за еден човек, за еволуција на еден човек, без разлика какво и да е, така да фала ти што го споделуваш овој ден. Апсолутно. Мислам, и знаеш, самиот триатлон као спорт, прво почнав да трчам. Па имав некоја точача по дома и водно дека ми е тука, пошто таму живеам и тука ми е она буквално у двор и ќе отидам, ќе повозам по саат на водно точак и си уживав, дури во еден ден денови кога сме немале свирки, сад изборам ова главите пред 20 години од животот. Ајде сега, колку знае колку да сме стари го направи. Тотално терфри живење, онака. Играв двата спорта на еден ден, ќе направиш две активности, тука леле радости. И во тоа време Дуци, мојот другар, кој што е сега почина пред 2 години, он беше првиот Ironman во Македонија и првиот триатлонец и као леле ти кој што уживаш во пливањето, да го земаш, ти си створена за триатлон и цело време тоа ми го викаше. И така никако, од него поттикнато и од све што правеше и од фасцинација со тоа што го прави, така некако се навлеков и јас на триатлонот. Ама стварно, вистински мислам, емоциите на крајот на трка за која што си се спремал 5-6 месеци и повеќе, моментот кога ќе поминеш низ финиш, значи прво неизбежно ја и сега на секој полумаратон, на секоја трка апсолутно се скапувам од плачење на крај. Кој мислиш, кој знаеш ода се десила? Веројатно да, некакво ослободување што уште не можам да разберам од што е и како е. Сигурно сум дека има попаветни луѓе што може да не кажат, ама Иако некој ти каже, ама добро, ако добро се осеќаш, онда why not? Радмила, супер. Терапевтка што беше гостинка на подкаст, она вика да не ги стопираме сопствените емоции. Да, апсолутно се согласувам со тоа. Сега, очигледно е дека бркаш адреналин, како е транзитот, например, на стејдж, како се осеќаш, пошто сигурно и тоа многу ти значи кога имаш настап, кога гледаш и дугево како можеш да ги полудиш да си првиот најбољи на свет. И какво е чувството? Можеме ли да направиме паралела некако или не? Не мораме, ако не можеме. Па, сега тоа веќе е малку дел од тоа каков човек си, односно каков човек сум јас. И сега јас сум човек што прави апсолутно се со 100%, 100 милиона % емоциите што ги има и тоа значи ка се правам со многу емоција. Значи јас ако се осеќам не окей, нема да можам да завршам дента ни тренинг, нема да можам ни да пеам, не можам ни апсолутно ништо да правам, освен да гушкам куќе. Нормално. Така да. Така што кај мене се е врзано со тоа и мислам дека е буквално од истото место доаѓа емоцијата, типна. Мислам јас кога го имавме во ноември го снимавме, сега пред месец дена да речеме, се емитуваше на МТВ нашиот Unplugged концерт. Да, концертот. Јас на концертот мислам дека едно 3 пати ќе се расплачав. Од радост, онака буквално од што мислам дека не мислам на апсолутно ништо во моментите кога пеам. И тоа не ми е битно дали е тезга и дали пеам туги песни или нормално дека моите ми е прекрасно ми е кога ги пеам моите песни. И пак ме прават да преживувам уште еднаш некаква си емоција која што сум ја имала во моментот кога сум го пишувала тој текст. Ама од истото место веројатно доаѓа емоцијата, таа што те тера да такво од леле колку многу сакав да го направам ова и еве го правам, и фала што можам да го правам ова што го правам. Да. Така не. Тука ме носи до следното прашање, историја анти-арт која ќе видиш е твоја лична емоција. Иначе за сите што не пушнале, анти-арт е бендот на Леа и чекирајте ги, проверете ги на интернет, прилично звучат интересно, поготоа
за сите нас у 2000-ти што ни значеше таа музика уште поише од сега, не дека сега музика да нешто не ни значи. Какво е чувството ствари да имаш бенд и своите песни да ги исполнуваш и да ги соживуваш уствари, тоа ми е прашањето. Пошто емоцијата на уметноста е многу подлабока него што обичниот човек може да ја прими, ние што ја создаваме, знаеме низ какви фази проаѓаме, додека ја создаваме. Да. Зашо пее антиарт уствари, зашо? Ако можеме некако да го опишеме делувањето на антиарт, како можеме да го класифицираме? Значи, антиарт е, да речеме, чедо, мое и на Никола Бочаров, Ципко, познат луѓе као Ципко, басистот на бендот. И ако не особа што се изразува преку свирање и преку компонирање и мелодии и сите тие работи, јас се изразувам нели преку пеењето, изразот во пеењето и текстовите на музиката. Така да големи се шансите и за иста песна онака скроз различен поглед да имаме двајцата, ама од мој аспект, значи можам само да зборам дека Антиарт, првиот албум No Need to Fit in a Mold, е онака ко апсолутно да си го земал и пресликал мојот живот од последните во тој период додека се правел албумот. Се што се случило е испеано во песна. И генерално збори за тоа, за меѓучовечките односи, за менталитетот на луѓето на секаде, за тоа, за свесност наспроти несвесност во делувањето и и секој од текстовите ако земаш да ги чуеш и да ги анализираш, ќе стигнеш до буквално се што спомнавме да и до сега во разговорот. Таков ми е веројатно и стилот на пишување, е прилично едноставен и се трудам да е тоа јазик што може апсолутно секој да го, никогаш не се трудам да ги направам работите нешто што не се. Значи тоа што ќе ми дојде прво на памет, тоа ќе биде и на арт, јасно. That's why art is emotion, како ќе видиш. Па да, за мене е. Да, секој ги спомна. Како ти изгледа денеска човек кој е права у светски рамки? Ја и ти многу често се збориме на овие теми, и многу се специфични, и многу се специфични. И дискутабилно е многу, да. Многу ми е тешко, кога ќе помислам, јас буквално последната мисла пред да се легнам и секој утро првата мисла кога ќе станам, или кога врне, или кога е ладно, или кога е претопло, ми е што прават во моментов тие луѓе што се приморани да живеат некаде надвор од своите домови, или луѓето кои што немаат ништо. Значи мене се уште ми е онака една од поголемите болки во секој девието, која што или врзано и со работата која што работам, ми е дека има луѓе што десетици години онака не можат да си отидат дома. И дека од таму од кај што доаѓаат земено има апсолутно се и оставени се во никакви си кампови, да, буквално на милост и немилост, и дека целата светска политика и све што се случува онака на страна од нив. И тоа ме боли ненормално многу, онака буквално 100% од времето не можам да поверувам дека живееме у свет кај што сите тие што имаат моќ да надонесат некаква одлука. Пази, ако седнеме јас и ти размислуваме реално, на светот не е дека нема пари и не е дека нема доволно храна за да се нахранат сите и не е дека нема доволно облека, онака, него едноставно буквално тие што можат да направат разлика не ги интересира и не сакаат да направат. Да. И многу интересно, секогаш од привилегираните имаат изговорот типот деве пак не ви чини ова, де па шо мислите, гледајте вас да ви е добро и се останато. Али никој не може да разбере што значи емпатијата и помошта да му помогнеш на некако или едноставно да се сочувствуваш со таа болка која што некоја има. Да, иако морам да признам, има некои мали промени
уопшто на поглед на човекови права. Веројатно ние имаме среќа во Европа што не може тоа на други делови од светот. Се уште постојат многу грозни закони каде што се каменуваат жени, каде што жените исто тотално деградирани, немаат право да идат у школа, немаат право да возат коли, дури нека некои многу основни работи кои што многу се трогателни, ептен. И многу е битно за сето тоа да се зборува и пошто само така може да дојде до некаква промена, некако да се случува. Мене ми е многу тешко, морам да ти признаам, секогаш кога да се збори за човекови права или кога дискутираме за човекови права или кога читам, веројатно затоа што одреден период у животот сите сме искркале одредени дискриминации и се уште може ги кркаме. Да. И многу е битно онака луѓето кои што имаат моќи да пробаат да го менуваат сето тоа. Да. Да, па ако не го менуваат ни тоа, ќе пробуваме вака малку по малку да го менуваме ние, затоа што никогаш нема да разберам како на некого зошто. Имам голем проблем со тоа да разберам од каде доаѓа таа емоција и таа омраза кон различното. Значи, не можам да разберам зошто мене некој би ми пречал заради својата, не знам, религија, националност, сексуална определба, дека е куче или не знам, како зошто е, никогаш нема да ја сватам омразата. Не ја разбирам едноставно, затоа што еве на пример дури и кога модерно е, нели, сега да речеме дека и атеизмот е некаков симптом на, да го наречам, помодарство, ама да речеме дека е многу популарен од колку што бил пред X години. Дури и таа екстрема не ми се допаѓа заради тоа што навредува нечии права на убедување и се тоа. За мене религијата е екстремно интимна. Го земам Да. Затоа што беше актуелно денуира. Да, ама и тоа е лично право, како ќе видиш. Да, лично право. Едно е да зборуваме за безбедност, значи за безбедност на сите и за здравје, за сите тие работи, ама нема зошто на никого правото на верување да му го навредува, или да го сметам за помалку важен од мене или малку исто, како што некој што е верник нема право да не се меша на тебе и на мене за нашите убедувања какви и да се тие. Најпаметната мисла во животот што имам прочитано е дека демократијата значи дека правото да замавнам со раката завршува на почетокот на твојот нос и знаеш се има врска со use your common sense. Онака секој беше малку поокей ако секој се гледаше својата работа и не се зборам секој се гледа својата работа, се додека нему физички наштетува на некој друг. Да. Некој друг. Демократијата е процес кој што или ќе се научи или секогаш ќе тежнееме кон нејзе. Така да многу да, супер ова што го кажам, многу интересно е сето тоа. Кучињава колку се срекне денови што си дома, пошто на пример Поко, како да ти кажам, не може да се изначуди дека цело време сме дома, дека цело време добива трейдс некакви. Он има друг однос со мајка ми, ја манипулира за храна ептен и тоа е неверојатно. И што прават, иначе Леа има 3 кучиња, последното е спасено од улица и нема боле, ја мислам, од момент да спасиш нечи живот за било шо. Така да, што прават кучињата, како се? Екстремно се среќни со тоа што Шуберт, значи последниот спасениот од улица, не може да се помири со тоа дека не правиме долги прошетки, пошто ние си имаме таква една навика си имаме. Јас, иако значи, имам двор, он е таков, он е луталица, веројатно затоа што има избегано од својот, ќе кажам, еве сега тука сите да знаат, ќе има избегано од својот прв дом, кај што најверојатно живеел врзан, кај што му се скратени ушите од страна на некој, тоа многу невешто, на капла се гледа дека е тоа направено на многу на ужасен начин, не дека постои убав начин да го направиш тоа. Да. И
Кај право луѓето си го зимаат тоа да нечи живот да упропастат или пак да му наштетат на некој. Мислам и тоа е исто. Да, не го разбирам ни тоа. Како и да е, Шуберт дојде целиот, мислам, на умирање беше кога дојде кај мене, беше целиот во рани, дехидриран, не одговараше воопшто на ништо, ни на звуци, ни на ништо. Со многу љубов, со многу трпение, апсолутно е едно од најпрекрасни. Уште си анксиозен, ама не е тоа, значи со многу гушкање, апсолутно му се смируваат и тие такви изливи на енергија што ги има. И Шуберт екстремно многу ужива во своите, така да речеме, едночасовни прошетки на вечер или некојаш преку дена кога земе низ водна да се прошетаме. И сега тоа му е ускратено и он редовно ми бега ја рипа огромната ограда. Јас сум сакам да почитувам и да пазам на другите луѓе и нормално дека на некој од комшиите може да им смета, има луѓе што се плашат и се тоа апсолутно го зима предвид и стварно многу пазиме, ама колку и да пазиме. Шуберт ја рипа оградата од 2 метри и бега некаде во комшилуков и што е најтрагично го сваќаат твоето бркање и бегање кон него. Знаеш кај што се молиш да не те види некој иако си на 2 метри од дома. Така знаеш, не знаеш каков човек ќе ти се погоди, каков полицаец ќе ти се погоди и дали ќе има разбирање за тоа дека ти го бркаш кучето дека. И се така. И ќе избега и така трчам како нормално по него. А он си го сваќа тоа како игра очигледно. Да, на него му е игра и така. Многу сме на нормални по тоа. Ама добра, мислам сега уште повеќе го пазиме и секогаш кога видиш дека оди кај оградата, значи не знаеш какви обиди за анимација на кучето. Ти сонце, ана, играчка, цвет. Така. Не можеш да му објасниш дека сега не смееме. И иако живееме во куќа, иако го користиме оно 8 до 8 и пол шетањето на 100 метри, вртиме околу куќа, вртиме кругови и ќе издушка друго куче, ќе смуфне нешто интересно и така се смирува и легнува да спие. Иначе ако не ја фатим като од 8 до 8 и пол, тоа е сериозен проблем. Морам да признаам дека интересот моментот дека они кучињава се нас не вадат надвор, или? Сум екстремно благодарен за тој момент што ни дозволија да можеме да шетаме кучиња, али сетапот на улица е пресмешен, онакви кучиња што не ги знаеш, што не ли сите и сега си тоа исто време и као кој е ова куче? Или неш, сега не дискутираме за нас како луѓе, него дискутираме за куче. И као сваќаш дека, окей, we love our dogs и ги споделуваме персоналитисот и као од време на време кога ќе се соберат повише кучиња и само дечки, треба да држиме дистанца, да не се групираме, ние треба да сме соист. Да, кучиња нека се дружат, као, ама дај ние. И многу интересно, секогаш анекдоти некои нови за некој ново куче, или се соменување на биоритамов, исто и тоа го дискутираме. И така, многу е смешно. И, Леа, само за крај, пошто 40 минути избориме, мислам може и да не биде крај, деновиве приметува многу интересен транзит и многу ми се свига, штета што ја не го правам тоа. Ти покрај тоа што вежбаш цело време, многу гледам дека луѓе почнаа да вежбаат. Или тоа исто со Марио, фитнес тренеров, го предискутиравме, што е многу добро, сега сите го споделуваат тоа. И мене некои такви работи многу ми значат, искрено, без разлика колку да се мрчи, сега ли ви текнаа вежбате, сега сите ќе станете вежбаци и се останато. Како мислиш дека овие позитивни помодарства, да ги наречеме, како да се мотивираме ние што ние вежбаме на моментот? Тоа ми е многу интересно. Како да се предизвикаме себе си? Што мислиш ти за овој момент? Што сега сите дома? Ја, например, сега се водам по тоа дека, што има сега, јас да го земам секој пут кога вежбам да споделувам, сега нема да замарам луѓе, онака, неќам, знаеш, од една страна неќам да им правам затоа што сваќам дека сите на различен начин не погодува ова и многу е нормално да не ти се вежба, многу е нормално да ти се јаде повеќе. Значи све е нормално. Нема нешто што не е нормално во моментот. Сендвич со компир манџа. Значи се е нормално.
И сега, знаеш, некој на кој што му е таа навика као мене, ќе продолжи. Потешко ми е да се терам, ама сепак успевам затоа што више мене не ми е непознато да ми биде тешко да се натрам, да станам и да завршам со некаков тренинг. Ама скроз е нормално да не ти се прави тоа и мислам дека е многу поздраво кога не ти се прави да не се натераш со сила. Да пробаш да си се самоубедиш на начин на кој што ќе ти направи да ти биде пријатно, а не да се измачуваш сам себе. Мислам, барем јас мислам дека е така, дека не треба со омраза да си пристапуваш сам на себе и со онаков негатив ток од типот на стани човече, видиш што си се направил, него да биде тоа со супер ако ги издржам сега овие пола сад whatever, тоа што и да си решил да правиш. После ќе ми биде многу покул кога ќе седнам и ќе се истуширам и ќе се осеќам многу поубаво во врска со што и да правам после тие пола сат. Значи, супер е вежбањето, ја менува енергијата, ама ако не можеш да го правиш, ако едноставно телото ти сака во моментов малку поише да мируваш, не гледам ништо погрешно во тоа. Мислам, никој од нас не е професионален спортист и никој од нас кариерата не му зависи од тоа дали ќе завршиш тренинг денеска или не, така да кува се. Инаку, јас избегнувам да ги постирам моите баш зашто не сакам на луѓе да им правам да се осеќаат, не знам, неубаво зашто тој ден не успеале нешто да направат, нешто и да е. Да, има две страни тоа. Случајно, ако те мотивира, секој ден ќе станам и ти кажувам што правам. Да, не знам, полу вежбам, што ми е мене тоа и ми се свига вака кога гледам луѓе што вежбаат и ми е тоа. И некако целиот фокус на подкастиве ми е као што правиме дома. Знаеш, као више кога не можеме да се видиме надвор, ајде да се дискутираме. И затоа најчесто daily life коментираме и што прават луѓето моментов и све останато. antiart.bandcamp.com, така беше, да. Проверете го. Или немате Bandcamp? Bandcamp, не сме на Bandcamp. Ама не има на Deezer, не има на... да. И на YouTube го има целиот албум аплодирано со спотовите. Во принцип има на Facebook, и ако најдат луѓе таму, има сите линкови од сите можни платформи на кои што не има. Значи, не има и на Spotify, на Google Play, и на Deezer го кажа. Секаде. Секаде. Да, ова го спомнам уште еднаш, затоа што денуваме максимално уживаме уметноста, од музика до филмови до све и свашта, така да не верувам дека и луѓето не го знаат бендот, али еве за сите оние што не го знаат, чекирате го и слушајте малце локална добра музика. Леа, дали нешто пропуштивме нашите 45 минути или не? Мислам дека се спомнавме. Спомнавме човекови права, спомнавме животински права, спомнавме спорт, спомнавме музика. Мислам дека сме кул сега. Убаво. Ја имам онаков coffee drinking момент и буквално исто како на едно кафе да сме биле и многу ми е драго што утрово си го предавме пиејќи кафе. Јас ќе го оставам да се... кажеме дека е сад. Да. Ама сме. Јас ќе ве поздравам и ќе ви препорачам да го правите тоа што сакате да го правите во животот, а гледате само да бидете по-лабави кон себе додека сме у локдаунов и се разбира држате растојание. Денеска во Celebrate Life подкастот гостинка ми беше Леа Таки. Да следите по social media ако не ја следите, пошто окей да се следиме сите по social media. Јас сум Индок и се надевам дека уживавте во 11-та епизода на Celebrate Life подкастот. Леа, фала ти многу. Фала ти на тебе највише. Се гледаме кога ќе заврши ова на улица. Се гледаме. Чао.